Добро утро и од мене, почитувани гледачи. Јас само сакам накратко да им се извинам на гледачите за најавената наша гостинка од Агенцијата за рурален развој и поттикнување на земјоделството. Од оправдани причини, еве и тоа се случува, не можеше да дојде, но затоа до мене имам една друга гостинка која што ќе биде можеби исто така интересна за нашите гледачи и ќе дознаат нешто повеќе. Тема на нашиот разговор ова утро е радиото како медиум. А поводот за нејзиното гостување е токму тоа што пред една година Сузана Андоновиќ отвори радио за, како да кажам, за широкиот аудиториум. И еве за една година веќе и граѓаните знаат дека вие постоите, се трудите да го освоите тој медиумски простор и ние токму на таа тема ќе поразговараме со Сузана Андоновиќ, која што е собственичка на радиото. Сузана, најпрвен добро утро и добре дојде во нашата емисија и на самиот почеток еве една кратка биографија, кратка разгледница. Добро утро до сите ваши гледачи, ке кажев добро утро до слушатели, нели по навика. Да, јас сум Сузана Андоновиќ, собственик на Радио Бум, поранешно музичко радио. Најпрво би сакала да ви се заблагодарам за поканата. Навистина ми е чест и задоволство да ви бидам гостинка во утринската програма на К3 телевизија. И како собственик на медиум, прв пат и гостувам во телевизија. Секогаш сме во затвореното студио со слушалки на уши и пред микрофон. Еве денеска е сосема, ова утро сосема друга атмосфера, имаме и камери, имаме и рефлектори, ама навистина ви е пријатно и убаво во К3 телевизија. Сузана, ти не си познавач само на радиото, еве како што можевме да забележа и наши рефлектори и студиото и се. Долги години бевте во медиумскиот простор и на крајот се решивте да отворите собствено радио. Како започна таа цела приказна? Токму така. Работев, имав, значи, подолго работно искуство како новинар и правив една пауза. Значи, како и сите ние по подобар живот, и јас заминав на печалба, бев малку одсутна од Куманово, од Македонија, се вративме, баравме со супругот работа, значи насекаде, буквално секаде бевме, на сите врата чукнавме, ама некако никој не ни ги отвори вратите да ни помогне и немавме некоја можеби среќа, можеби ова било нашата среќа. И се решивме со еден постар колега во пензија, седнавме така и разговаравме, имаше проект за самовработување. Тоа ми беше доста примамливо. Така? И велам веќе кога и седам без работа, викам барем нешто да се искористи и што и седнавме со него и им рече: дете, ти не знаеш ништо друго да работиш, тебе специјалност е радиото, дај земи и отвори едно радио. Со оглед на тоа што знаев колку е тешко, нели, да се добие дозвола. А предходно да им објасниме на гледачите, пред да заминете на печалба, наму каде што беа голем број наши луѓе, еве да не криеме, во Авганистан, мислам дека бев. Така. Бевте, работевте за Канал 77, така беше. Така, работев за Канал 77, паралелно работев и за новинска агенција Макфакс, работев и во македонска телевизија, работев и 2 години бев дописник на Канал 5 телевизија. Па мислам дека нема каде не сум работела. Така. Значи да. Познат ви електронскиот медиум и пишаниот медиум, некако радиото беше сепак најмногу гласа за. Да. Така. Радиото ми легна на срце, ми легна на душа, така да таа идеја да отворам свој радио беше уште и пред да заминам на печалба, ама нели инвестицијата беше баш голема, средствата, буџетот не можеше ни да го замислиме тоа да го реализираме, ама ете дојдоа други времења, се смени нешто и ете ние сме презадоволни од досега реализираното. Секако дека треба уште да се надградуваме, треба уште да работиме на радиото, ама за тоа имаме време. Постоиме веќе 1 година, граѓаните многу го засака радиото, секојдневно правиме анкети, истражувања, што сакат слушателите да слушнат, бидејќи ние сме сервис на слушателите. Пред се, значи, ние постоиме за нашите слушатели, постоиме за овој град
бидејќи навистина недостасуваше едно радио каде што во истовремено можат да си ја слушаат музиката што најмногу ја сакат, но и да бидат информирани за сето она што ни се случува, бидејќи нели некако радиото е најблизок медиум и се слуша апсолутно на секаде се слуша. Во зборуваме, нели, да, во предпладневните часови, така, додека телевизијата можеме да ја гледаме ако сме дома, ако сме на пример, еви на работните места некаде има телевизија, ама ограничени сме со тоа. Со радиото е сосема, нели, она друга приказна, не сме ограничени, можеме да си го слушаме насекаде и сега технологијата и електрониката си го направи своето да воопшто и не ни недостасува. 24/7 сме тука со слушателите и ќе се трудиме, нели, да бидеме тука за нив и да работиме многу повеќе и да ги исполниме оние очекувања на нашите слушатели. Пред да го започнете проектот, дали направивте едно кратко истражување, да кажеме, во Куманово дали недостасува радио како медиум? Мислам да не ме разберат погрешно гледачите. Во Куманово постојат и други радија, како што е Радио Браво. Така. Мислам дека имаме, Радио Браво, тоа се радијата на локално ниво, тоа се Радио Браво. Ги поздравувам многу нашите колеги што работат во Радио Браво. Има и две албански радија, Јехона и Радио Албана, и нели имаме и национални радија. Така. Сега, идејата што не потикна да работиме и да го развиваме Радио Бум и да направиме бум е тоа што не достигаше, нели, ние сме Куманово на северно подрачје. Така да ни не достигаше она XU музика, со закон сме обврзани да пуштаме, нели, македонска музика, ама сепак некако слушателите навикнати на она на географското подрачје, така и сакаат да слушаат таква музика, што ние навистина се трудиме и тоа да го презентираме, да го пуштиме. И некако за многу брзо време го засака радиото, бидејќи пазарот е презаситен од странската музика, да кажеме, од америчка музика, Вие не пуштате таков тип музика? Не пуштаме таков вид на музика, иако имаше, бара слушателите, нели, да пуштаме нешто, сепак се одлучивме сега да останеме, значи, на XU и македонска забавна музика. Тоа е фреквенцијата на поранешно музичко радио, токму така. Како се случи таа работа и тука ли беше среќа во прашање или планирано? Да. Сепак во животот треба и малку среќа, малку повеќе среќа и нели да се склопат оние коцки и да се реализира нешто што го сакаме и што сакаме да го направиме. Музичко радио на 104,2 ги поздравувам и поранешните собственици, да се ни живи, да се ни здрави уште многу години, бидејќи и тие навистина беа успешни во нивниот проект што го работеа. Музичко радио веќе 20 години обстојува на просторот на локално и можеби и пошироко, сега и пошироко се слушаме. Сепак работеа, ќе кажеме дека тие успешно работеа, но поради нивни приватни причини не можеа веќе да го одржуваат радиото и решија да ја вратат лиценцата во Агенцијата за медиуми. Токму тогаш кога ние аплициравме да добиеме нова лиценца, тие ја вратија, така да трансферот само го направивме трансферот и ќе се надоврзам на тоа дека јас ја поминав обуката за самовработување, но бидејќи фирма е носител на лиценца, јас морав да ја купам нивната фирма и од мојот проект за самовработување не испадна ништо, иако нели не жалам, тоа беше едно многу убаво искуство за мене. Запознав многу луѓе, многу пријатели, така да навистина едно убаво искуство, ќе кажеме дека беше тоа за мене во Агенцијата за вработување, иако не успеав да ги земам тие средства што требаше да ги земеме за самовработување. Вложивме, значи, наши средства, имаше една планирана инвестиција, но излезе многу повеќе. Тоа сакам баш да ве прашам дали радиото е скап медиум. Знаеме дека телевизијата бара многу повеќе, нормално. Токму така, за 50% радиото бара помала инвестиција, нели? Ама сепак денеска се дигитализирано, секојдневно излегува нова техничка опрема, се трудиме тоа да го следиме. Зедовме, нели,
подобра опрема, го обновивме радиото и сега ете ни останува, кажавме уште да вложуваме во радиото. Се надевам дека со помош на нашите спонзори кои што не поддржуваат и стојат зад нас, дека тоа ќе се реализира, а ние ќе го направиме, нели, ќе го дадеме максимумот од нас со програмската шема, да имаме, нели, секојдневно се повеќе слушатели и взаемно да работиме и да обстануваме на овие простори. Така, кажете ни, кажавте дека точно овој месец што сега измина, мислам или јуни или јули кажавте. Полните една година. За ова една година што успеавте да направите како програма, да им понудите на гледачите и дали сте вие лично задоволни, бидејќи ова е, да бидеме реални, сам старт, почеток на развивање на радиото? Да, како собственик на медиум сум презадоволна, бидејќи јас не се чувствувам како собственик. Ете, некој ќе каже, да, вие сте собственик, вие сте нашински, кажано, газарица. Да, така. Воопшто не е така. Јас си го сакам радиото, јас работам во тоа радио, не се штедам, значи многу време се поминува таму, некогаш и многу ноќи се поминува таму, се работи и некогаш и го чувствуваш како втор дом. Така. Лично јас сум презадоволна од тоа што досега го направивме. Една година како стартувавме со утринската програма и во утринската програма секако дека ги презентираме, нели, оние најактуелни случувања што се случуваат во градот, следиме се она што се случува, од сервисните информации, од дневните настани, од најави и имаме, значи, и информативна програма. Информативна програма, обврзани сте со закон да правите, така? Токму така, бидејќи сме говорно музичко радио и имаме обврска да правиме и информативна програма и имаме два пати вести во 15 и во 17 часот, тоа е централниот дневник, а сите оние вести се во отворената утринска и предпладневна програма од 8 до 12. Локални вести, часот, да, локални вести, се она што е, нели, поважно во регионот и во државата што ни се случува, го презентираме. Сега, нели, немаме стрикно на одредено колку ни се вестите, а максимумот го запазуваме до 15 минути да си имаме вести и да им го презентираме на слушателите сето она што е актуелно во Куманово. Како и телевизијата, така и радиото е медиум кој што бара тимска работа, тим. Сигурно дека и зад вас стои тим кој што работи со вас. Имате, претпоставувам, добра екипа. Така, имаме тројца вработени во радиото, обврзани со законот. Сето тоа мора, нели, да го запазиме и да работиме. Имаме и менаџер, директор на радио кој се грижи за спонзорите, кој е задолжен. Сите во радиото си некако сме поделени и си ја знаеме својата работа и секогаш најинтересно е тоа што кога едниот ќе си ја заврши својата работа, си помагаме взаемно еден на друг. Имаме и техничар, со него работиме од самиот старт. Ќе го поздравам, ќе му се заблагодарам за несебичноста и за заложувањето во работата, бидејќи навистина и тој е влюбен во радиото, си ја сака работата, сигурно се гледа дека има искуство. Да, се гледа дека сето тоа со многу љубов се работи. Радио Бум е како една куќа што се гради. Така и слушнавме, нели, имаше многу коментари од тоа, нели, не можат сите да не сакат, јас велам, не можат сите да не сакат во градот, не можат и сите да не сакат. Така да имаше многу позитивни коментари, ама имаше и такви негативни коментари што еве лично јас сум малку емотивна лично што баш она допира до мене и што се однесува за работата, секогаш се трудиме да ние можеме, ова ќе го исправиме, нема да направиме повторно таква грешка, нема да направиме таква утка, ама имаше и она дека тие немаат искуство, што знаат тие што е радиото, тие ќе го затворат радиото, но ете, фала на Господ ќе кажеме и на она наше залагање, на несебичноста, на сакањето на радиото, ја градиме куќата чекор по чекор и секако дека еден ден, ако даде Господ и ако овозможат, нели, финансиите, сакаме и да се прошириме и да бидеме регионално, да бидеме национално радио и дај Боже, нели, еден ден да направиме една поголема медиумска куќа со телевизија, со весници, дај Боже, нели, тоа во идни
година, во перспектива. Да, се гледаме, значи во радиото максимумот, например, кај мене се гледам во едно национално радио, да бидам скромна. Така, за почеток. Да. Сузана, јас сега ќе ја замолам режијата да не расположи малку со една музичка номера, па ние ќе се вратиме во вториот дел со уште други интересни прашања. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. Sami do zori, јас и ти сами, без никој да не раздели, ме носиш како бранови, на некој места скриени. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. 3, 2, 1. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. Еве ние Сузана ја расположивме малку со Владко Лозано и се враќаме во вториот дел на нашата тема, значи радиото како медиум, односно во нашиот случај Радио Бум. Сузана, со оглед на тоа што ти си собственик на ова радио, да кажеме популарно кажано, како што ние во медиумите милуваме да кажеме, жена менаџер. Како е да се биде жена менаџер со оглед на тоа што нормално ја работиш, работава што е сакаш и работава кое што е со луѓе, па ние знае во нашата фела дури не се толку сметаме за жени кои што се борат за своите права. Меѓутоа, сега сте од една друга страна на собственик, на газдарица што кажат, и има ли тука некои негодувања со оглед на тоа што си жена? Па со оглед на тоа, нели, што сум во жена, нашата средина знаеме какви се приликите малку. Да, стереотипи. Стереотипите, да. Разбира дека има стереотипи, ама ете за моја среќа, мојот сопруг, значи стои рамо до рамо со мене, многу ми помага
нели кажавме во разговорот дека сите работи се поделени, сите знаат што треба да си ја извршуваат, да си го работат она за што се во радиото, така да некако повеќе тој менаџира и работи со спонзорите и заедно, секако дека тоа заедно го работиме, заедно се договараме, заедно функционираме, ама многу голема поддршка. Значи многу голема поддршка имам од сопругот и многу голема поддршка имам и од децата. Веќе мојата ќерка сега и таа на крај на месец ќе наполни 18 години, ќе биде полнолетна. Го сака ли таа радиото доаѓа? Да, таа е уметничка душа, го сака радиото, ми помага, секогаш ми сугерира кога нешто погрешно ќе се направи. Еве, се трудиме да го вклучиме. Може би таа помага во оние помлади трендови, да кажеме, што сакаат младите. Да, што сакаат младите, има многу голема помош од неја тука. Ми посочува, значи, околу музиката, околу изборот на музика, многу посочува и секако дека таа има многу висок стил на пишување и ми насочуваш како треба да се изразиме направилно, секогаш да не погрешиме и еве нели на младите останува светот. Јас многу ги почитувам младите. Не сум од оние што велат дека младите треба да учат. Да, младите учат, ама некако младите сега некако како побрзо да учат. Дали се сложувате со мене? Така, јас ќе кажам дека сега и се раѓаат со знаење, на вистина. Дали технологијата тоа го прави, некако не знам. Така сите имаат по еден iPhone и таблет, да кажеме уште од мале нозе. Да, и нивното ниво на изразување е на многу високо ниво, да кажеме. И имам многу голема поддршка од семејството, имам голема поддршка и од нашите родители, сепак и тие се уште млади, витални, ни помагаат, еве околу домашните работи. Да прашам како ги балансирате тие домашни работи и професионално? Да, сите работиме. Ќе кажеме дека навистина е тешко, ама ете, работиме, се снаоѓаме и обично во нашата професија се вели нема време за ручек. Така ли е кај тебе? Така. Кога стигнеш тогаш? Токму така. Многу пати се знае да се стави тенџерето, да се стави од вечерта, да се вари, да се крчка на шпоред. Поутредента кога ќе се стигне? Да. Салатите се тука, субата е секогаш тука. И малку имаме проблеми, нели, кој да оди во набавка, кој да купи леп, зошто јас. И еве ќе го поздравам и моето синче, тој е 13 години. Најверојатно, сигурно дека на него паѓа товарот на многу за одење до маркет. И секогаш имаме зошто јас, зошто не Бојана. И така и во овој момент ги поздравам, и ако спијат ќе ме слушнат. И работиме, значи сите сме ангажирани, ова е семеен бизнис. Така, тоа баш сакав да ве прашам. Да, имаше многу, нели, во стартот, овој стои за радиото, овој стои за радиото. Да, токму така. Значи никој не стоиме ние, семејството Андонови стои зад Радио Бум. Нели оние пари и граѓаните, не? Да, токму така и граѓаните, ние сме тука како што кажав и на стартот на разговорот, ние сме тука во функција на граѓаните, ова е радио на сите граѓани, затоа секогаш кога ќе ја најавам и утринската програма, сега ја водам и велам дека се она што сака да го слушнат и нели да ни го кажат, ние сме тука да го реализираме, ние сме сервис. Буквално сме сервис за граѓаните. Кажи ми какво е расположението на луѓето, на нашите граѓани од бизнес заедницата. Можевме да слушнеме дека имате добар маркетиншки блог, за една година се научија, веќе почнаа да доаѓаат, почнавте вие да ги посетувате. Како се тие расположени? Да кажеме дека сепак ова е време и на мала економска криза насекаде во светот, па се чувствува и кај нас. Меѓутоа, како е кај нив расположението во однос на тој економски одел, нели? Не може една фирма да функционира без пари. И едно семејство не може да функционира без пари, како што кажав. Да. Јас кажав, нели, дека Радио Бум е една куќа што ја градиме цигла по цигла и со спонзорите во почетокот беше малку потешко. Нели, одевме од врата на врата да го представиме радиото, да ги представиме нашите планови. Бевме, значи и во почетокот бевме прифатени, ама еве сега имаше скептицизам. Да, со програмската шема некако луѓето не беа навикнати да се рекламира, дали им недостигаше оној медиумски простор, не знам. И некако со нашата работа се наметнавме со слушаност,
се наметнавме како најслушан медиум во Куманово, еве нели нескромно од моја страна да го кажам тоа, ама навистина тоа е така, кога ќе ги прашате луѓето, еве правиме истражувања, правиме анкети. Истражувањата како ги правите? Истражувањата, значи ги правиме директно со луѓето, телефонски анкети правиме лични, бидејќи нели се уште од агенцијата за медиуми немаме официјална агенција што тоа ќе го прави тоа истражување. Сега имавме едно истражување, ама поради грешка на името, нели ние функционираме веќе една година како Радио Бум, а таму во истражувањата бевме ставени како КМ радио, што само по документи се води како КМ радио. Така граѓаните веќе тоа не го знаат и нели кога го нема Радио Бум, што слушате и така да имавме еден мал лапсус направено, се надевам дека тоа ќе се исправи и со тоа нели со програмската шема, со многу труд, ќе кажам, и со многу работа и со она што го пласираме, ја стекнавме и довербата кај спонзорите. Се трудиме сето тоа да го оправдаме и јас секогаш велам дека ние взаемно работиме. Кога ќе каже некој, зошто на Радио Бум да ги дадам парите? Так. Нели, тоа беше во почеток. И јас секогаш кога ќе седнеме ќе кажеме, ги прашувавме нашите спонзори, нели како оди работата, тешко оди работата. Но еве кога ќе дојдат да се рекламираат во Радио Бум, си останува тука. Значи и тие се презадоволни од маркетингот, и тие се презадоволни од она што ќе го добијат. Освен реклами имате и мали огласи, мислам дека. Имаме и мали огласи, и малите огласи, бидејќи е доста нели слушано радиото, си ги сакат и рекламите, ги правиме нели убави за уво. Едноставно, кога ќе ја направиш убаво рекламата, таа влегува во уши и она што се прави, што го прави маркетинг, го прави. Треба, значи, сите ќе ги повикам бизнис секторот, ќе го повикам во градот, значи да ги искористат и телевизиите, да ги искористат сите медиуми за да си направат една реклама. Да се подигне тоа ниво малку на медиумска култура во Куманово. Точно така, кога ќе кажете, зошто мене ми оди бизнисот, зошто имам потреба да се рекламирам. Оди бизнисот и на една Кока-кола што е светски бренд, ама секојдневно нели ја има. Мислам дека имаш еден податок дека Кока-кола одвојува дури 30% од својата заработка за реклама, за маркетинг и ред други број компании големи кои што го прават. Токму така и нели ние кога не има, значи постоиме. И затоа добро е да се рекламира бизнис секторот, добро е нели тоа се взаемно да функционират и радијата, да функционират и телевизиите. Така. Сузана, кажи ми за ова една година. Вие имате отворена програма, утринска, мислам дека ќе имате и други отворени програми. Каква беше соработката со лицата од, да кажам, од нашиот политички, јавен, културен живот? Дали не идовте на разбирање, доаѓали го посетували вашето радио, правевте интервјуа, како со нив соработката? Одлична соработка имавме, бидејќи нели со моето досегашно работно искуство. Да, можете да се повикате секогаш на она што сте го работеле, така? Да. Сите знае нели Сузана Андоновиќ како новинар, колку работеше и што се работеше во медиумите пред Радио Бум. Така да немавме никакви проблеми, голема благодарност до локалната самоуправа во Куманово, до првиот човек што секогаш кога телефонски ќе се јавиме, ни треба ваша изјава, ни треба да дојдете да гостувате секогаш, значи имаат расположени се да дојдат и политичките партии, значи ја држиме она објективност. Нема денеска нели јас ќе бирам или јас имам повеќе почит кон некоја политичка партија, не. Значи, тоа е, можеби твое лично видување, така. Токму така, објективноста е многу битна во радиото. Има за сите простор, вратите за сите се отворени кај нас, сите можат да дојдат, секој нели што има да каже и што има да се направи за нашето убаво ни Куманово, така ќе кажам, сите нели се трудиме да ги угостиме, на сите да им ги отвориме вратите и да им оставиме простор на сите да кажат она што имаат да го кажат, а сакаат, значи сакаат, немаме досега некој да го имаме покането, нели да намерно да не сака од некои си причини, да. Многу, ќе кажам, нели
политичкиот фактор во градот, да, додека не е така и со естрадниот фактор. Еве, на пример, имаме многу деца што пеат, талентирани кај нас, така. Секогаш кога ќе сакат, нели, да се промовираат, доаѓаат. Ама оние веќе, нели, што направиле свое име, некако еве имам испратено и неколку покани, ги нема да дојдат кај нас. И секогаш ќе ги слушам, нели, се жалат. Не пуштаат, нели, ексио или пуштаат странска музика. Не, токму некако тие избегнуваат да дојдат на поканата. Јас не знам дали може би тоа е нашиот менталитет, кога знаете кога ќе ги повикаат, еве, условно кажано, ќе го спомнеме, бев на гости во Скопје, а додека нашето некако се уште си го негираме. Може би така е во нашата глава. Навистина, еве, ова е една енигма што не можам да ја решам. Еве, кога ќе поканам гости од Скопје, кај мене има да дојдено и естрадни уметници од Скопје. И баш она супер звездички да кажеме, доаѓаат, ми носат материјал, ми испраќаат материјал, ги пуштаме, еве, нашите кумановци некако со доза на резерва ќе ги поканам, ама знаете, спремам ова работам, она работам, велам, окей, еве, ви оставам простор, кога сакате вие, јавите се, дојдете. Да. Токму така. И не знам, еве, навистина не знам што е причината, и утре кога ќе ги слушнеме, еве, се жалат, не, ние немаме простор каде да излеземе, ние немаме простор, нас никој не кани. Нели, нека размислат. Кога некој е нов на сцената, малку треба да биде свесен дека самиот ќе мора да се промовира првен. Јасно, еве, не сакам да излезам онаа лошата и да критикувам, не, еве, само... Не, тоа е реалноста, точно. Токму така, ќе упатам еден апел, да бидат потранспарентни, да бидат... Се е тоа во интерес на нашите слушатели. И во интереси на самите личен интерес, токму така. Сега, вака, кажавте во радиото дека имате утринска програма и музички блокови. Дали радиото понатаму ќе размислува и за некој друг вид емисии, со оглед на тоа што мислам дека радиото како медиум го слушаат сите. Нема тука ограничување на возраст, додека на телевизија или весник знаеме дека има одредена публика. Емисии, да кажеме, за млади, посебно младите, знаеме дека најголем дел се на компјутери, може би радиото може да го следат сега и преку интернет. Тоа имела алатка за да дојдат. Потоа во стилот на живеењето наше, може би и нашите проблеми во Куманово. Еве, можем да не... Јас сакав да ја заобиколам оваа тема, меѓутоа да бидеме реални дека Куманово има многу големи проблеми, кои што треба да се отворат и да се чепнат на медиумите. Јасно. За нели да ги активираме, да ги инициираме, да ги инициираме да се решават. Од нашето истражување кое што покажува дека нашите слушатели се, ќе кажеме, еве, од 3, 4, 5 години деца, и да не претерувам јас велам од 7 до 77. Најмногу нашите слушатели се од 16, 17 години па нагоре, дока е 40, иако не слушаат, нели, и повозрастните слушатели. Токму така планираме, значи сето тоа е во планот на радиото, на развојната програма. Токму така, да направиме што повеќе емисии, бидејќи се бара дали тоа ќе бидат од музички тип, дали тоа ќе бидат политички емисии, дали тоа ќе бидат актуелни емисии за проблемите во градот. Ние, значи, и во утринската програма, и во информативната програма, кажавме дека работиме објективно. Сите оние проблеми што ги имаме, ако имаме некој проблем, ние ќе го инициираме тој проблем. Ќе бараме, нели, од институциите да излезат, да им кажат на граѓаните што се случува. Последниот пат имавме проблеми, нели, со водоснабдување. Така, тоа е вечна тема во Куманово. Токму така, веќе стана вечна тема. Го викнавме директорот на водовод, го викнавме директорот на водостопанство. Тие ни ја кажа нивната, нели, нивната проблематика, да кажеме, ги прашав дали ќе прифатат радио дуел, да седнат заеднички, нели. Сега, кога ќе го слушате директорот на водовод, тоа е во право. Кога ќе го слушнете директорот на водостопанство, тоа е во право. Го прифатија радио дуелот, но бидејќи ни беше и отсутен директорот на јавното претпријатие водовод, кажа дека оваа недела ќе се врати, најверојатно оваа недела и ќе го направиме
тој радио дуел ќе биде нели прв радио дуел во Куманово и така да во Радио Бум, така да нема нешто да се става под тепих. Сето она што треба да се работи, ќе се сработи, сето она што треба да се искритикува, ќе го критикуваме и ние и граѓаните, а секако дека сето она што ќе треба да се пофали и што е за пофалба, тука сме нели да го пофалиме. Да, така Сузана ви го постави ова прашање затоа што во Куманово во одреден период, мислам дека во тој период кога вие го иницииравте радиото, немаше телевизија која што ги обработуваше проблемите, немаше ни радио кој што ги обработуваше проблемите, па мислам дека граѓаните некако едноставно како да навикнаа дека се помирија со својата судбина. Тоа не е и тоа е. Дали су во право, па можеби треба сега малци ние како медиум да ги разбудиме и да ги инициираме овие прашања. Да, таа пауза во медиумскиот простор. Пауза имаше, додека да профункционира и нашата телевизија. Во медиумскиот простор го стори и тоа дека луѓето некако изгубија доверба и дека не знаат каде да се обратат, од кого да побарат помош и кога не им пристапивме, кога ќе ги прашаме нешто што треба да направиме, како и тие летаргични. Така. Летаргични. Не, деца, тие знаат што треба да прават, што знаеме ние, како знаеме ние, додека некако еве сега во последен период гледам и некако се свртуваат работите. Имаат доверба во нас, веруваат во нас, ја барат она како сламка на спасот. Велат, вие можете, вие тоа го можете, што и навистина ни дава потик да одиме напред и да работиме. Уште еднаш ќе кажам, значи се во интерес на нашите слушатели. Сузана, сосема пред крајот, јас би сакала уште еднаш да те прашам, мислам да ги извадиме поентите од нашиот разговор, што е она кон што ќе се стреми Радио Бум, мислам една кратка твое представување, она што планирате во идниот период да го направите, па здравје Боже, кога ќе направите 2 години, мислам дека повторно ќе се видиме. Еве, навистина имаме многу планови да работиме во радиото, имаме планови за отворени контактни емисии, имаме планови да правиме и емисија за народна музика, за оној наш етномелос. Веќе и работевме неколку емисии, ама поради недостиг на финансиски средства, поради недостиг и на кадар, сепак ни требаат уште вработени тоа да се сработи. За една година доста и успеавме да направиме, значи ќе кажеме дека можеме, ние тоа го можеме, ни требаат уште финансиски средства, ни треба уште да се надградува радиото. Еве ќе упатиме и еден апел до надлежните. Порано имаше проекти за радија, сега тие проекти имаше проекти за телевизија, меѓутоа така се укинати тие, законот е смене, да се надеваме дека ќе дојдат и подобри времиња, бидејќи ние се финансираме само маркетиншки и тоа од спонзорите, од рекламите, така да она што го направивме досега, ние сме презадоволни, можеме уште, секогаш велам дека можеме уште, нашите планови се амбициозни, така е, ќе работиме, ќе направиме и пладневна програма, ќе направиме и вечерна програма, ќе направиме отворена програма со слушателите и секогаш уште еднаш ќе кажам дека радиото е отворено за сите наши слушатели. Сите може да дојдат во радиото, сите можат да дојдат да видат каде е радиото. Кажете каде е, за оние што не знаат. Да, ние сме во Строги центар на градот, во зградата на поранешни политички партии, во комитет, позната како комитет на 3-ти кат. Вратите кажав дека се отворени за сите што имаат проблеми, сите што имаат нешто, или некој проект што имаат, едноставно сака да си го промовираат својот проект. Ние сме тука, отворени се вратите за сите. Луѓе, токму така, кои што сакаат да соработуваат, да кажеме, и со радиото. Токму така и нели да не ја заборават фреквенцијата на 104,2. Планираме да направиме и свој сопствен сајт, аплициравме на неколку проекти. До сега само имавме некој негативен одговор, немаме зошто не одбиваат, како не одбиваат. Ние сепак ќе се трудиме, ќе се бориме да обстанеме и да работиме, ќе направиме нели како што кажав, ова е семеен бизнис, толку имаме можности, толку имаме средства, но секогаш ќе се бориме до оние средства што ќе дојдеме екстра да ги вложиме во радиото, да се надградуваме, ќе направиме и свој сајт, ќе направиме и свој сопствен стриминг, бидејќи сега имаме еден стриминг
на подарок, ќе кажеме, дека тоа и ни излегува од соседството, ни дадоа стриминг бесплатен и тука може да ни слушате и слушателите на онлайн, на уживораdio.com, може да не најдат, да не слушат. Ќе направиме една мала реклама за нашето радио. И тоа е така, ќе работиме, ќе се трудиме, мораме да работиме, имаме за кого да работиме. И нели кога ќе видите колку луѓето го сакаат радиото, тоа ви дава мотив уште повеќе и повеќе да се ангажираме, уште повеќе да работиме. И голема благодарност еве ќе изразам до сите колеги, до сите новинари што секогаш кога ќе ги повикам да дојдат и кога ќе ми треба помош, доаѓаат и ми помагаат. Така, ние сме тука заедно да си помагаме. Сузана, благодарам и ви посакувам многу успех и до година да се видиме и со поголем број на вработени и со побогата програма. Почитувани гледачи, ова беше Сузана Андоновиќ, собственичка на Радио Бум, како што таа и не милува да каже. Всушност, успеавме да кажеме неколку убави работи за радиото како медиум, да ве запознаеме со она што таа го работи, а ние тука некаде ја привршуваме нашата емисија кон крајот. Останете со програмата на К3 и имајте убав ден.